Министерот за земјоделие Цветан Трипуновски најави брзо соопштување на откупните цени на грозјето. Во моментов се работи во делот на објавување на производната цена на двете најзастапени сорти на винско грозје, на Вранецот и Смедеревката. За скоро ќе биде истакната производната цена. Истакна министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Цветан Трипуновски. Кои се цените што за лозарите ќе бидат фер понуда оваа година? За винското гроје, за Смедеревка и за Вранецот, ние како здружение Тиквишки лозаро-воштари имаме по наша израчунато Вранецот да биде 30 денари, а Смедеревката да биде 25 денари. И таа е мала, али сега моментално да мислам да се движат таа цена. Што доколку нивните очекувања длабоко се разидат со оние на владата? Ќе бараме еден состанок, уште еден состанок да се со винарите и со посредство со министерот за во Министерство за земјоделие да легнат цената, што би било реална и за нас, а реална и за винарите. Затоа што треба ние винарите не може да обстанат без лозарите, а и лозарите не може да обстанат без винарите. Во однос на годинешниот род, Јошев е оптимист. Оваа година е многу родна година. И како што се плашеме со некои пати лозите паменица, ние прскавме може 4-5 пати, заштита вршивме. И гројдето е сега моментално во одличен квалитет. И јас очекувам гројдето да, мислам, во килограми да биде од 90 до 110 милиона килограма гројде. Јошев стравува дека нередовното снабдување со вода од водостопанство може да ги преполови очекувањата да се наберат до 110 милиони килограми гроздје. 35% се од површините насо и рачуна и тога сега убаво, али може, ако продолжи оваа температура со 42 степена и водостопанство, како што гледам, не може да обезбеде секаде вода под системите, лозите што се под системи за наводнување, така би се намалило гројдето од 70 милиона до 80 милиона килограм гројде.